Почитувани гледачи, добре дојдовте во уште едно издание на емисијата Вашиот пратеник. На наше огромно задоволство во Собраниското ТВ студио денеска гостин е пратеникот Александар Велјановски. Пратеник, добре дојдовте во Собраниското студио. Ви благодарам за поканата. Моје задоволство е. По професија сте магистер по правни науки. Пред да станете пратеник, долги години работевте во вашата професија како правник во Тетово. Што ве натера да влезете во политиката, освен што сепак и таму сте се занимавале со читање и толкување на закони, и тука во Собранието спомнавме и председател сте на Законодавно-правната комисија. Ве интересираше ли политиката кога бевте средношколец и кога бевте млад? Од секогаш ме интересирале општествените науки, политиката, правото. Следев политика, можам да кажам, од моите детски години, затоа што во 90-тите години, особено кога се спознав себе си и она што се случува околу нас, како ученик, сватив дека многу работи зависат од оние кои што ја водат државата, од политичарите, од лидерите, и на некој начин сметав дека учењето е најдобрата алатка за да се направи нешто повеќе во општеството, и сметав дека треба да се учествува можеби во системот, во политиката, во она што се случува во државата, за да на некој начин се даде свој личен придонес во иднината на нашата земја. Да, правник сум по професија и навистина го сакам правото како област, и од секогаш сум бил заинтересиран за начинот на кој што се носи правото, законите во државата, како тие се имплементираат. Така да со текот на времето се појави и на некој начин можност, мал прозорец или на мала врата да влезам во политиката, како активист во политичката партија ВМРО-ДПМН. Имав, можам да кажам со задоволство, луѓе во тој период, дел се помеѓу нас, дел за жал не напуштија, кои што ми дадоја смерници некои во политиката. Научив што значи да се биде трудолюбив, да се работи честно, да се биде одговорен на некој начин. И сето тоа успеав да го надоградувам паралелно и со образованието, се до локалните избори во 2017 година, кога бев предложен за носител на советничката листа на ВМРО-ДПМН во Тетово, и на тој начин влегов и официјално во политиката. 2,5 години бев советник до парламентарните избори во 2020 година, кога бев избран за пратеник во Собранието, и навистина ми представува чест и задоволство да служам на државата, да служам на Република Македонија и на граѓаните за нивни потреби и подобар живот за сите. Од вашата биографија гледаме дека сте роден во Тетово, често сте меѓу вашите тетовчани. Тетово е една мултиетничка средина што ја отсликува Македонија во мало. Верувам дека и како млад човек и како дете сте растеле со почитување на меѓусебните традиции, сигурно сте имале комши од различни националности, меѓутоа сте растеле заедно. Колку овие работи влијае на вас да се изградите како личност? Токму така, пораснав израснав во Тетово, се уште живеам во Тетово и таму сакам да останам до крајот на мојот живот. Ми представува, не знам, Тетово е град кој што навистина е предизвик да се живее во него, интересна заедница, луѓе кои што доаѓаат од повеќе култури, од повеќе националности. Израснав со мои другарчиња, што се вели, со кои што секогаш игравме заедно, и беше интересно да се игра со албанчињата, со ромчињата, со децата од српска националност и со останатите, и на некој начин се изградив како личност, и
и тоа многу ми влијаеше во натамошниот тек на изградбата на мојата личност и карактер и на се она што сум денес. Сметам дека постојат луѓе и нелуѓе. Едноставно не треба да се делиме по ниту еден основ, особено не по нашата националност, верска припадност и останато, затоа што секој еден човек си го дава својот придонес и си бара место под сонцето. Тетово е прекрасен град со традиција, со многу традиции, многу култури, што кажав, и навистина е вистинско уживање да се гради Тетово. Тетово веќе станува град, можам да кажам, со една инфраструктура која што веќе почнува да се приближува кон она која што сите сакаме да биде наша цел, а тоа е некои европски стандарди за живење. Ете, во таа насока можам да кажам дека како голем еден успех го сметам тоа што со помош на владата и на локалната самоуправа успеваме да ја реконструираме Тетовската гимназија Кирил Пејчиновиќ, во кој што учат децата од македонските паралелки, и таа гимназија веќе од јануари ќе ги има сите атрибути на една современа европска гимназија во кој што гимназијалците ќе можат да се надоградуваат со знаење и со образование. И тоа за мене е уште еден голем успех со кој што се гордеам, затоа што јас моето средно образование го завршив во гимназијата Кирил Пејчиновиќ и така да ете, сметам дека тој е еден мој мал придонес во целата таа активност која што се нарекува реконструкција на гимназијата е нешто за кое што се гордеам и денес. Верувам дека овие особини што ги спомнавте во овој дел од разговорот и вие сте ги наследиле од вашето семејство. Како ги пренесувате на помладите генерации? Имам две ќерки малолетни. Поголемата има 17 години, малечката има 12 години. Големата исто така е во гимназијата Кирил Пејчиновиќ, каде што го продолжи средното образование. Од секогаш се трудев да бидам пример за моите деца и со моето однесување, со мојата култура, со мојата трудолюбивост и честност да бидам нешто во кое што ќе може да се гледаат моите дечиња. Живеам во семејство, значи заедно со мојата сопруга и моите две малолетни деца. Исто така голема благодарност и до моите родители кои што безрезервно ми ја дава поддршката, не само на мене, туку на целото семејство, за на некој начин да се изградиме сите во она што денеска представуваме, а тоа е лојални граѓани на Република Македонија. На почетокот на нашиот разговор спомнавме дека сте правник по професија. Колку вашето знаење и искуството што го имавте претходно кога работевте како правник ви помага во работата во законодавниот дом со оглед на тоа што и тука работата е поврзана со донесување на закони и законодавната процедура целосно? Добро, дипломирав на факултетот на Југоисточна Европа во Тетово, таму и магистрирав на одсек од граѓанско право, што и беше моја магистарска тема, со осврт на друштвата со ограничена одговорност, односно трговските друштва во Република Македонија. На работното место во здравствениот дом работев управни работи најчесто, кои што исто така ми дадоа еден нов елемент во моето знаење. Читањето на службените вестници и новите закони беше мое секојдневие, посебно од областа на здравството во тој период, за да после тоа се прошири мојот интерес и на другите области. Токму така, законодавната постапка е предизвик и иако е наизглед комплицирана, сепак е строго дефинирана постапка, во која што се спроведува во Собранието на Република Македонија и која што на некој начин е
тој филтер низ кој што мора да поминат сите акти за да го видат светлото на денот. И сметам дека моето искуство од претходно, не само од факултетот, туку и од работното место, па и од комуникацијата со институциите кои што ги имав во тој период, го збогатија моето знаење и ме подготвија за предизвикот наречен советник во општина Тетово тогаш, а подоцна и пратеник во собранието. Председател сте на Законодавно-правната комисија, членувате во уште неколку други собраниски тела. Зашто најмногу дебатирате и зашто најмногу се залагате како член на овие собраниски работни тела? Постојан член сум на неколку комисии и заменик член исто така. Председател сум на Законодавно-правната комисија, комисија која што представува, можам да кажам, прв и последен филтер за сите закони кои што влегуваат во собраниска процедура, и основната функција на нашата комисија е да утврдиме дали законите се во согласност со уставот на државата. Исто така комисијата има и други работни задачи, како што се автентични толкувања на барања на пратеници, пратенички групи, со кои што на некој начин влијаеме на законите, односно доколку одговорот на автентичното толкување биде позитивен и ние настапиме со наш акт, тоа значи дека тогаш мислењето има сила на закон. Така да се работи за многу сериозна обврска која што ја имаме во Законодавно-правната комисија и заедно со членовите и замениците доста сме активни. До сега имаме околу 120 седници на комисијата во овој мандат на собранието. Исто така член и заменик член сум на комисиите кои што ги набројавте, меѓу кои и комисијата за заштита на правата на граѓанинот, која што представува една интересна комисија, во која што во претходниот мандат имавме доста активна улога, во кој што се разгледува представки од граѓани, во кои што сметаат дека имаат повреда на нивните граѓански права. Сепак се работи динамично во комисиите, исто така сум и во комисијата за политички систем, во која што ги следиме извештаите од институциите, од судскиот совет, советот на јавни обвинители и други извештаи. Разговарам исто така за одредени закони. Се нас е динамична работа во собранието и секогаш настапуваме внимателно, со голема сериозност кон разгледување и утврдување на актите кои што би требало во иднина да значат подобар живот за граѓаните на државата. Освен тоа што во фокусот е читањето на речиси сите закони, како председател на Собраниската законодавно-правна комисија, како пратеник, секој петок редовно имате средби со гласачите и со граѓаните од вашата изборна единица. Што најчесто ве прашуваат тетовчани при вашите средби во петок, кои ги остварувате според Законот за собрание? Граѓаните имаат секојдневни барања кои што значат живот, екзистенцијални прашања кои што се однесуваат на имотно-правни проблеми, прашања кои што значат помош при настапот пред некои институции во кои што сметаат дека имаат некој застој во реализирање на некое нивно право. Секогаш се обраќаат до нас. Петокот е ден за средба со граѓаните, но сепак како пратеници навистина работиме секој ден со граѓаните, па дури и во неделите и во саботите, затоа што тоа е наша обврска пред се и мандатот кој што го црпиме од граѓаните токму поради нив. Кога се работи со луѓето, кога се работи со граѓаните, навистина представува големо задоволство, но и голема обврска, затоа што проблемите се реални. А ние како пратеници, иако сме дел од законодавната власт, сепак немаме извршна моќ на некој начин, па така да за да ги решаваме тие проблеми, изнаоѓаме начин да стапиме во контакт со институциите, разговараме со раководните лица на тие институции, гледаме каде е застојот на проблемот и зошто има застој, дали е тој застој реален,
дали е можеби нереален и тогаш им одговараме на граѓаните во врска со нивните барања. При тоа не секогаш нашите одговори се можеби позитивни или не секогаш им се допаѓаат на нашите сограѓани, но сепак реалноста е дека некои работи се и надвор од делокругот на надежностите на пратениците, но се разбира имаме многу позитивни приказни и позитивни случаи во кои што излегуваме во пресред, можам да кажам, од најобични локални проблеми па до проблеми кои што ги имаат граѓаните со институциите, судовите, во врска со застој на некои предмети, недоставување или доставување на одредени писмена, представки и така натаму. Се разбира, не е лесно да се работи со граѓаните, но сепак, како што кажав, тоа е големо задоволство и голема обврска и тој мандат ни представува уште поголема мотивација за да во иднина помагаме уште повеќе на сите граѓани во државата. Пратеник сте од 2020 година, ова е ваш втор мандат во собранието. Кога би сакале да издвоите едно законско решение или една ваша заложба по која ќе ве паметат граѓаните до крајот на овој мандат со овој пратенички состав до 2028 година, што би било тоа? Ќе се навратам малку и на минатиот мандат, затоа што не можам да ги заборавам тие 3,5-4 години кои што беа опозицијски години на мене како пратеник и на моите колеги пратеници, кои што навистина беа интензивни, со многу предлози, со многу законски решенија кои што беа предлагани до тогашното мнозинство. Дел од нив беа прифатени, но еден поголем дел од нив не беа прифатени, така да сега сметам дека токму тие предлози кои што на некој начин не успеавме во минатиот мандат да ги направиме реалност за граѓаните, сега гледате веќе во овој втор мандат излегуваат на виделини, односно стануваат дел од системот. Така, например, големо задоволство ми беше кога ги носевме законите кои што значеа повисоки пензии за пензионерите, кога донесовме законот кој што значеше голема помош за студентите во врска со можноста да добијат ваучери за електронски помагала за нивните студии и потреби. Понатаму исто така се гордеам и на мерките кои што ги донесовме и како собрание, како пратеници, но и владата кој што значеше активна помош за сите баратели за работа и за само вработување. А од минатиот мандат, ако можам да издвојам една работа, гордост ми е тоа што останавме исправени пред предизвиците кои што беа пред нас и го послушавме гласот на народот и не дозволивме така наречениот француски предлог тогаш во таа форма на таков начин да стане дел од уставот на Република Македонија, односно успеавме да обстоиме на нашите заложби дека најважни се националните интереси, интересите на граѓаните на Република Македонија и нашата заложба да не продолжиме по патот кон Европската Унија со свиткана кичма, туку исправени горди граѓани на државата. Ви благодарам за денешното интервју и што со нас и со нашите гледачи ги споделивте вашите видувања за овој мандат. Ви благодарам на поканата и ми беше огромно задоволство.